Наредно следуваат изјави од некои од нашите делегати кои што не може да присуствуваат денес. Прво ќе слушнаме госпоѓата Сузана Митева од Австралија. Почитувани представници и сите присутни од сите краишта на светот, дами и господа, сестри и браќа македонци, добар ден Македонија. Почитувани представници на Северномакедонскиот националија и Нов Зеланд. Чест ми е да ве известам дека македонците, како овде, така и ширум светот, стојат во одбрана на вековното македонско битие што ни е останато од нашите предци македонци. Светите браќа Кирил и Методи кажаа: ние го посејавме семето, а вие бидете живи да го ожнеете неговиот плод. Но се уште има изроди кои што се унишувачи на посејаното семе. Но македонецот е како пири. Ти го корнеш, а тој се повеќе се раѓа. Ние со вас го избравме патот за безусловен обстанок на духовно, етничко и верско поле. Не смееме да дозволиме да го допреме дното по туѓа наредба, помогнати од внатрешни предавници и изроди. Македонија е со река крв добиена за некој потрошка ум да го згасне целиот македонски народ и да ги избрише од живи сите македонци во светот. Мораме да ја гледаме наметнатата ситуација, која не тира да не можеме да се препознаеме самите себе си со своји очи, а не со туѓа диоптрија. Не смееме да дозволиме да сме емигранти без име во собствена држава. Единството ја создава силата да бидеме сплотени кон името, народот и нацијата. Македонскиот гениален книжевник Григор Прличев рекол: еден човек што не ја милува татковината не може да биде чесен човек. Ние за предавниците нема да формираме СЈО, за да си ја спасат лажната совест. Самите меѓу себе ќе се уништат, а Македонија ќе биде вечна како сонцето. Никогаш повеќе на никој предавник нема да му падне на памет за власт, за пари, за неприроден блуд да ја продава Македонија. Жалам што поголем број на македонци од незнање или под притисок работат во полза на сопствената штета, со што станаа учесници во процесијата на сопствениот погреб. Но обичниот граѓанин, без лидер и лидерство во оваа идеолошка војна, не може самиот да се заштити од штетните последици на поразот. Затоа би сакало од овој собир да извлечеме позитивна поука. Уште еднаш го поздравувам ова величествено собрание и да му посакам плодна и успешна работа, кое со сето свое битие ќе се посвети на заштита на македонските национални интереси во сите делови на распарчена Македонија и на секаде во светот каде што ни има нас, македонците. Да живе обединета независна самостојна Република Македонија. Со почит Северномакедонски национален совет Македонија од Австралија и Нов Зеланд. Председател Сузана Митева. Уште еднаш, драги браќа и сестри, ви посакувам плодна и успешна работа. Големи поздрави од далечна Австралија. До сите македонци, дел од работната Семакедонска обединителна конференција. Дозволете ми во моје лично име и во име на Македонско друштво Илинден Тирана и името на Македонското национално малцинство во Република Албанија да ви честитам првата конференција организирана од Македонскиот национален совет со цел да се обединат сите сили на македонците ширум светот. Се надеваме дека ќе се постигнува национално единство и консенсус по македонските државни, национални, идентитетски и сите други прашања кои значат обстанок на Македонија и македонскиот народ ширум светот. Ви посакувам голем успех за убави дела и за нашата мајка Македонија. Ви ги упатувам изразите од моето највисоко почитување. Господин Николај Ѓурѓај, Илинден Тирана. Ви благодарам.
Ден, здраво и живо, македонци и македонки. Јас сум Ристо Поповски, живеем во Германија, во Диселдорф. И како прво би сакал да го поздравам организаторот на ова конференција за национално обединување Страшко Олунчев и да ги поздравам сите други присутни кои се наоѓаат на оваа конференција. Воедно би сакал неколку зборови да кажам. Наша единствена цел би била да се организираме и ова нацифашистичка кунта која окупира Македонија во моментов да ја избркаме од власт. Ние мораме, ако треба и жртви да дадиме, али ќе мораме да ја браниме татковината. Ништо друго не ни преостанува. Ако ги оставиме, тие нас ќе не уништат, а подобро е ние нив да ги уништиме. Ние мораме на тоа, во таа цел да работиме и се надевам дека на оваа конференција македонците ќе се обединат и ќе донесат добри одлуки со кои ќе можеме и понатака да работиме. Јас ви посакувам плодна работа, ве поздравувам и извикувам да живее Македонија. Македонија на македонците. Амин.